Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски, овој пат по барање на еден од нашите најредовни следбеници Адријан Јовевски. Снимаме видео топ 5 најдобри водачи во историјата на Формула 1. Ти благодарам, Адријан, за предлогот, одличен предлог. Меѓутоа, на самиот старт би сакал да напоменам дека во оваа топ 5 листа нема да влезат актуелните водачите како Хамилтон, Фетел, Алонсо, ќе почекаат некоја наредна прилика. Сега правиме топ 5 листа на водачи кои повеќе не управуваат со болидите или кои за жал повеќе не се меѓу нас. Исто така би сакал да напоменам дека ова е лично моја топ 5 листа, така што можеби вашата топ 5 листа сосема ќе се разликува од мојата и тоа е сосема во ред. Овде сме да размениме мислења за Формула 1, да дискутираме, па можеби на крајот и заеднички ќе донесеме некој друг заклучок. Да не должам многу, би почнал веднаш од број 5, а тоа е Алан Прост, професорот, една од легендите на овој спорт, човек кој се има надпреварувано со болидите на Мекларен, Ферари, Рено, Вилијамс, човек кој има излезено на двобој со еден од најголемите, Ајртон Сена, со Пике, со Менсел, човек кој многу студициозно се припремал пред трка, добро се подготвил, ги анализирал сите детали на сите патеки, одблиску ги анализирал своите конкуренти и оттаму го добил и надимакот. Професорот бил многу брз возач, точно знаел каде да го постави болидот на секоја позиција, на секоја патека и неговите бројки јасно говорат зашто го ставиме во топ 5 листа. 4 шампионски титули, за само половина бод му има избегано една титула во 84 година, 51 победа, 106 трки, пласман во бодови, 33 пол позиции. Професорот заслужено број 5 на нашата топ 5 листа. Одиме понатаму. Човек, можеби најкомплетен возач во сите серии, Джим Кларк, апсолутна легенда на Формула 1, меѓутоа е апсолутна легенда на мотоспортот. Човекот нема нема категорија во која се нема надпреварувано. Формула 1, Формула 2, Индианаполис 500, Ле Манс, амерички серии, Рейли, Тасман серии. Меѓутоа, за жал, трагично го загубува својот живот во Хокенхајм, тогаш на Западна Германија, во F2 трка. Меѓутоа, овде сме да збориме за неговите перформанси во Формула 1. Една третина од трките во кои има учествувано ги има победено, 2 шампионски титули, 25 победи, 32 подиума. Гледате, скоро секој пат кога бил на подиум, тоа било на највисокото место, 33 пол позиции. Човек кој навистина бил во една симбиоза со болидот, знаел како да го штеди болидот, а истовремено да ги извади максимум перформансите од него. Механичарите велеле, дури да не знаеле кој болид бил управуван од Кларк, кој ги виделе расклопени деловите, растурен моторот со пирачките, менувачот, веднаш знаеле кој болид е управуван од Кларк, а кој болид е управуван од другите возачи. Велеле дека Кларк после победа го враќал болидот како нов, како од фабрика назад во гаража. Тоа било навистина импресивно и навистина е жално што Джим Кларк го има загубено доста млад животот, би рекол на самиот почеток од неговата брилијантна кариера во мотоспортот. Време е за место број 3, а тука доаѓа големиот Хуан Мануел Фанџо, првата рок звезда на Формула 1, првата светска звезда на Формула 1, човекот кој ја става Формула 1 на мапата на светски феномени, на спортови кои се гледаат широм светот. Првиот, можеби меѓу професионалците во Формула 1, бил доста брз, доста агресивен во својот настап, бил многу добар на сопирачки и многу конзистентен во тоа време, што било навистина чудно, бидејќи во тоа време болидите биле со многу различни перформанси и нивната издржливост била навистина кревка. Меѓутоа, 5 шампионски титули, 24 победи, 35 подиуми, 48% од трките во кои влегол да учествува во Формула 1 ги победил, скоро половина, апсолутно импресивен рекорд, 29 пол позиции, се сосема заслужено трето место за Хуан Мануел Фанџо. И одиме понатаму кон топ 2. На второ место, според каналот Формула 1 на македонски, во оваа топ 5 листа, Дреймајста или големиот Михаел Шумахер. Што може да се каже за Шуми, што не е кажано? 91 победа, 7 шампионски титули, 155 трки во пласман во бодови,
1566 поени, па замислете Шумахер да освојуваше по 25 поени по трка како што е сега, ку знае колку бодови ги имаше, 68 пол позиции, 17 импресивни победи на дожд, кога ќе падне капка дожд, луѓе бегаа по боксови, Шуми газеше, гајле нема, вртеше кругови околу другите, оттаму на Дима код Рейнмајста. Конзистентноста на Шумахер, агресивноста, прецизноста за секогаш ќе ми остане мене во мојата меморија, кога ќе му јавеа на Шуми од бокс ни треба 25 квалификацијски круга, 35 кругови, 30 круги, 15 круги, газеше без грешка, секој круг, секоја кривина, максимално прецизно, една германска машинерија, еден терминатор во смисла во Формула 1. Се надевам дека Шуми ќе закрепне, се надевам дека повторно ќе го видиме еден ден меѓу тифозите, навистина го заслужува тоа место број 2 на нашата листа топ 5, Михаел Шумахер, The Rainmeister. И сега доаѓаме до место број 1, до најдобриот според мене на сите времиња во Формула 1, тоа е Ајртон Сена, човекот кој трагично го загуби својот живот на Имола во 1994 година управувајќи болид на Вилијамс, човекот кој веруваше дека има дадено право од Бога да победи, дека има дадено право од Бога да биде прв, човек кој тврдеше дека доживел астрална проекција надмашувајќи го времето на својот тимски колега Алан Прост тоа време во Мекларен во Монако, поставувајќи за 1,5 секунда подобро време од својот конкурент во квалификациите, човек кој беше брилијантен во таа психолошка војна со конкурентите, оставаше на конкурентите да одлучат дали ќе има судар или не. Едноставно он го позиционираше болидот во таква ситуација да вие одлучувате дали ќе има судар. И оној момент кога ќе закочите, оној момент кога ќе испуштите педалата за газ, кога ќе му попуштите на Сена, тогаш он знае дека вие сте ментално слаби, ве гази и потоа не погледнува назад. Буквално секоја трка одеше на победа, за него немаше второ место, за него немаше трето место, за него немаше конзистентност и завршување во бодови, едноставно победа или ништо. Она негова фамозна реченица дека ако секој пат кога ќе сте на трка, ако не ја бркате онаа празнина, оној простор да се протнете, да бидете први, да бидете најбрзи, тогаш вие не сте веќе тркач, тогаш сте само возач. Значи, таа негова психолошка матрица навистина чудна, една интересна, мистериозна личност, меѓутоа човек со големо срце, хуманитарец, навистина трагично што загина толку млад, инаку ќе ја гледавме него против Шумахер, против младиот Шумахер во тоа време, тоа ќе беше една епопеја за мотоспортот, но за жал животот не е предвидлив. Уште еднаш благодарност на Адриан за овој предлог. Кажете ми ги вашите размислувања, дали се согласувате со нашата листа, дали би промениле нешто, кои се вашите топ 5 возачи, дајте предлог за некое следно видео, јас во најскоро можно време ќе го обработам. Овде сме да дискутираме за Формула 1, да шириме љубовта, се надевам и понатаму ќе не поддржувате, лайк, шер, сабскрајб и се гледаме во некоја наредна прилика. Поздрав!